Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Нови воздушни напади на Израел во Газа, нови жртви и примирие никаде на хоризонтот. Со овој блок вести ја започнуваме денешнава емисија. Израелските представници велат дека не се заинтересирани за примирие со палестинската милитантна група Хамас, а воздушните напади врз цели на Хамас во појасот Газа продолжуваат веќе четврти ден поред. Властите во Газа соопштија дека во денешните израелски напади загинале 10 лица, вклучувајќи и 2 млади сестри. Во најнова операција уништени се 5 владини згради на Хамас, како и зградата на Исламскиот универзитет. Материјални штети се причинати и на неколку контролни пунктови во област. Палестинските власти велат дека од израелските напади од саботата наваму загинале најмалку 350 лица, од кои повеќето се милитанти на Хамас. Според хуманитарната агенција на Обединетите нации во Газа, 57 од жртвите се цивили. Европската комисија во денешно соопштение од Брисел бара моментално прекинување на непријателствата во појасот Газа. Додека ова го јавуваме, се очекува почеток на средбата на министрите за надворешни работи на Унијата во Париз, на која ќе се зборува за блискоисточната криза. Комисијата бара и веднаш да се достави хуманитарна помош до Газа, каде болниците се веќе преполни со повредени лица. Воедно го повикува Хамас да стави крај на гранатните напади кои целат на израелските цивили. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун се огласи со повик до двете страни за прекин на насилството. Тој рече дека светските лидери треба да сторат повеќе за да го поттикнат диалогот за наоѓање долгорочно решение за проблемот. Овде анотираме и реакцијата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој го критикуваше Хамас поради одбивањето да преговара со фракцијата Фатах на палестинскиот претседател Махмуд Абас. Администрацијата на Буш вели дека работи на обнова на одржливо примирие меѓу Израел и палестинската милитантна група Хамас, додека двете страни војуваат во конфликтот во Газа. Портпарол на Белата куќа Гордон Джондроу на новинарите во Крафорд, Тексас, во близина на ранчот на претседателот, вчера им кажа дека сад сваќаат од Израел се брани од континуирани ракетни и гранатни напади од милитантите на Хамас во Газа. Тој го обвини Хамас за непостигнувањето на примирие. Портпаролот рече дека САД го поттикнуваат Израел да избегнува цивилни жртви во Газа. Тој рече дека претседателот Буш разговарал со кралевите на Саудиска Арабија и Јордан за начините да се запре насилството. А во Вашингтон, портпарол на Стейт Департмент кажа дека државниот секретар Кондолиса Рајс исто така работи на решавање на проблемот. Се уште нема конечни цифри, но трговците дефинитивно го извлекоа подебелиот крај за празниците. Американците 2 пати размислуваат пред да се фатат за џебот во оваа економска криза. Ова е разочарувачка сезона за продажбата на мало во САД. Според прелиминарните резултати, во текот на минатата година се намалила за 8%, најповеќе поради падот на продажбата на облека, електроника и луксузни производи. Продавниците се обидуваат да ја намалат загубата со големи попусти и до 70%. Тоа беше добра вест за некои потрошувачи. Купив 3 џемпери за $50. Претходно еден чинеше толку. Секој сака да купи на попуст, 50% и повеќе. Аналитичарот Маршал Коен вели, целта на попустот е да се продаде натрупаната стока. Што е можно повеќе, со цел трговците да соберат пари и да се подготват за наредниот пат кога потрошувачот ќе има што да потроши. Аналитичарите велат дека во прашање е дури опстанокот на некои синџири на продавници. Една индустријска група смета дека околу 150.000 продажни места ќе стават катанец на врата до крајот на оваа година. Советникот на групата Retail Industry, Хауард Давидовиц пак, предвидува во првата половина на 2009-та ќе затворат околу 73.000. Ќе бидат затворени цели трговски центри, многу продавници. Сепак, аналитичарот Барт Фликингер смета дека некои продавници од сето ова ќе забележат профит. Оние кои продаваат храна, лекови и стока на попуст може да ја преживеат бурата.
Многу продавници се надеваат да спасат што може да се спаси во, според една индустријска група, најлошата сезона од 1969 со нови големи попусти во јануари. Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. И за крај, еве како течат подготовките за прославата на новата година на Таймс Сквер во Њу Јорк. Ова се снимки од вчера, кога Алијансата на Таймс Сквер, што ја организира прославата, го проверуваше квалитетот на воздухот за овогодишните конфети со фрлање на разнобојни парченца хартија од зградите за да се тестира нивниот лет. Според Тим Томкинс од организацијата, на големата ноќ рачно ќе бидат фрлени над 3000 фунти конфети од зградите точно на полноќ. Според традицијата, што започна минатата година, многу од конфетите кои ќе летаат на небото на 1 јануари 2009 ќе имаат рачно напишани желби на нив, а желбите на поединците ќе бидат на различни јазици и ќе дојдат од луѓе од цел свет. Хартиените желби ќе бидат изложени на зидот на желби до 31 декември, кога ќе бидат собрани и измешани со другите конфети што ќе паѓаат врз прославувачите на Таймс Сквер. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.